Почитувани добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Започна вакцинацијата против сезонски грип. За прв пат годинава Министерството за здравство на Република Македонија набави 28.000 дози на вакцина која е бесплатна за лицата над 65 години со пензија помала од 14.480 денари, односно со просечна и подпросечна пензија, како и за оние што немаат пензија. За сите останати лица кои сакаат да се вакцинираат, може да го сторат тоа без закажување, а цената за нив е 650 денари. За Кочани и општините кои ги покрива центарот набавени се вкупно 3100 дози на вакцина. Започна вакцинацијата против сезонски грип во центрите за јавно здравје. За Кочани и општините кои што ги покрива Кочанскиот центар за јавно здравје, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово, Пехчево, Зрновци и Чешиново, Облешево, обезбедени се вкупно 3100 дози на вакцина, што е за 700 повеќе од лани, информираат од центарот. Станува збор за 4-валентна, високо квалитетна вакцина, која заштитува од 4 видови инфлуенца, 2 од типот А и 2 од типот Б. И истата е според препораките на Светската здравствена организација и Европската медицинска агенција. До сега немаше бесплатни вакцини против сезонски грип, туку за сите лица чинеа по 400 денари. За прв пат годинава Министерството за здравство на Република Македонија набави 28.000 дози на вакцина, која е бесплатна за лицата над 65 години со пензија помала од 14.480 денари, односно со просечна и подпросечна пензија, како и за оние што немаат пензија, појаснуваат од центарот. Преку Министерството за здравство се обезбедени 28.000 дози на вакцина која ќе биде бесплатна за одредена целна група, односно за населението што е над 65 години со просечна или подпросечна пензија или неприматели на пензија. Значи сите лица кои се во оваа целна група, новитет оваа година што мора да се јават со своето чекче од пензија или од издадена потврда од ПИОМ за значи дека се непримател на пензија, а се наоѓаат во оваа целна група, значи да отидат кај матичниот лекар и преку системот на електронскиот систем на Мој термин закажуваат преглед, односно вакцинација во нашата епидемиолошка служба, зависно од тоа дали е во Кочани, Берово, Делчево или Виница и Пехчево. Значи и со упатот и со чекчето доаѓаат кај нас за да ја искористат бесплатната вакцина. За сите останати, значи вакцинацијата е за сите останати лица не е задолжителна, меѓутоа значи се наплаќа 650 денари. Вакцинацијата не е задолжителна, но е препорачлива за лицата над 65 години, за хронично заболените лица, за здравствените работници, како и за сите лица кои се во здравствен ризик. Од набавените 3100 вакцини за општините Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци има 1200, од кои 900 се бесплатни и 300 комерцијални. За Виница 450 бесплатни со 120 комерцијални. За Пехчево и Берово 550 бесплатни и 140 комерцијални. И за општините Делчево и Македонска Каменица 500 бесплатни и 140 комерцијални. Комуналното јавно предпријатие Водовод започна со отстранувањето на цревата што се користеа за наводнување на тревниците покрај кејот на реката. Истовремено екипи од работната единица комунална хигиена се ангажирани за воредно расчистување на речното корито. Пластичните црева за наводнување по системот капка по капка што беа поставени на дрворедите покрај Кочанска река ќе станат минато. Работници на комуналното предпријатие Водовод започнаа со нивно отстранување, со што во иднина нема да бидат проблем за граѓаните кои поминуваат во близина. Целата инсталација не се покажа како најефикасна, а освен тоа поставените црева придонесуваа и за лош естетски изглед на дрворедите, но и на мостовите под кои поминуваа. Граѓаните повеќе пати досега упатуваа реакции да се среди изгледот или пак цревата целосно да се отстранат, со оглед што на повеќе места беа нефункционални. Слична забелешка имаше и на последната седница на Советот на општината. Да се отстранат цревата од кои што капе прска вода на секаде, а сега немат никаква функција и цревата што висат над главите на тие што минат на пешачки кај Стопанска банка и кај шопинг центарот и цревата што висат на мостовите надолу, па кога прашат некои гости од страна за што служат цревата што висат на секаде,
Немаме поима да ги кажеме. Пластичните црева беа поставени пред 10 години како обид да се обезбеди поекономично, но и поефикасно наводнување на тревниците и дрворедите покрај Кочанска река. Во меѓувреме, на повеќе места тие престанаа да функционираат откако беше прекинат дотокот на вода, а поради неодржување станаа и грд украс во централното градско подрачје. Заедно со отстранувањето на целата инсталација, екипи на комуналното предпријатие Водовод се ангажирани и на воредно есенско расчистување на коритото на Кочанска река. Без разлика што тоа се прави секојдневно на дневна основа, оваа акција треба да овозможи расчистување на отпадоците од пластика и друг отпад, што несовесни граѓани ги сврлаат во реката. Подпорните ѕидови на улицата Иво Лоа Рибар во ромското мало во Виница се целосно завршени. Според планот и програмата на локалната самоуправа и градоначалникот Ивица Димитров, во општина Виница за следната година се предвидува и асфалтирање на оваа улица. Со средства обезбедени преку министерот без ресор во владата на Република Македонија Аксел Ахметовски заврши изградбата на подпорните ѕидови во ромското мало во Виница, поточно на улицата Иво Лоа Рибар во вкупна должина од 26 метри. Како што најави градоначалникот Ивица Димитров, за следната година оваа улица ќе биде ставена на листата на приоритети за асфалтирање. Средствата за изведба на подпорните ѕидови се обезбедени од страна на министерот без ресор во владата на Република Македонија Ахметовски со вредност од 1.247.000 денари. Активноста е во рамки на подобрувањето на инфраструктурата во ромското мало, каде што со оглед на конфигурацијата на теренот неопходно беше пред да се асфалтираат улиците, претходно каде што е потребно да се постават подпорни ѕидови. Средствата се обезбедени преку програмата за имплементација на стратегијата за ромите во Македонија, а дел од работите се изведуваат и со сопствено учество на општината. Во меѓувреме, завршена е реконструкцијата и асфалтирањето на 6 улици во градот, како и на неколку сообраќајници во селата Лески, Блатец, Јакимово, Трстија и Градец, со вкупна должина од околу 2800 метри. За овие градежни активности локалната самоуправа на Виница од сопствениот буџет издвои околу 11,7 милиони денари. Голема понуда на книги се нуди на 13-тиот саем на книгата во Кучани, кој што е отворен од 5 а ќе трае до 10 ноември. Истиот се организира во рамки на манифестацијата Месец на книгата, што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември. Во организација на библиотеката Искра во Кочани од 5 ноември е отворен 13-тиот саем на книгата. Годинава се представуваат 15 домашни издавачки куќи со околу 1300 наслови, односно 5700 книги, од кои најголемиот број се нови изданија што се објавени меѓу двете саемски манифестации. Интересот кај читателите во изминативе години е голем, така што очекуваат да се повтори и оваа година, истакнаа библиотеката Искра. За деца имаме исто богата понуда од сликовници, боенки, едукативен материјал, за возрастни најбелетристика од сите жанрови. Интересот за саемот во нашата општина е голем, како и минатите години и ова. Пред почнувањето на саемот и прашуваат кога ќе почне саемот, за да го посетиме. Веќе имаме најавено посети од основните училишта од општината. И еве да искористам оваа пригода да ги поканам сите кои не се информирани. Саемот ќе трае од денес, од 5 ноември, се отвара и ќе трае до 10 ноември и ќе биде отворен секој работен ден од 10 до 18 часот. Книгите што се нудат се жанровски различни и се со промотивен саемски попуст, истакнуваат од издавачките куќи. Оваа година на покана на библиотеката Искра од Кочани ни беше чест да учествуваме со нашите изданија. Инаку нашата палета, да речеме, изданија се за најмладата возраст, деца од 3 до 7-8 годишна возраст. Сите граѓани, жители на Кочани, дечиња ќе може да дојдат да не посетат, да си купат за промотивни цени, нели, сликовници, боенки, енциклопедијата, морам да ја пофалам, која што е наше најдобро издание. Така да во секој случај ќе има добра литература оваа година, да дојдат, да си купат со своите родители, ќе бидат задоволни. Оваа година има многу наслови.
За возрастни литература има, а исто така има многу избори за деца. Сајмот е отворен од денеска до сабота, од 10 до 18 часот и заинтересираните читатели можат да дојдат слободно и да си изберат каква сакат литература. Значи има и за возрастни, има и психолошки книги, има и романи, а за дечиња има многу боенки, сликовници и книги за секаква возраст. Цените се движат од 50 денари за дечињата до кај 300 денари, а за возрастните од 200 денари се најефтините до 600 денари најскапите книги. Пред присутните на отворањето во библиотеката зборуваше Мара Анастасова, а саемот за отворен го прогласи директорот на установата Коце Стојменов. Во соработка со основните училишта од Кочани, веќе се договорени и организирани посети за учениците, а за најмладите има и богата понуда на сликовници, боенки и училишен прибор. Саемот на книгата се организира во рамките на манифестацијата Месец на книгата. Се до 15 ноември се очекуваат повеќе промоции на дела од роднокрајни автори и други книжевни настани. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани реализираше обука како дел од активностите на терен за оваа календарска година. Обуката се спроведе во училиштето во селото Полаки, докаде учесниците на обуката реализираа извиднички марш. Членовите на извидничкиот одред Ластовица од Кочани ги искористија поволните временски услови за успешно да ги привршат активностите на терен за оваа сезона. Викендов се одржа првата обука за новите потенцијални извидници. 20 на млади и неколку поискусни извидници поминаа прекрасен неделен ден на падините на Осоговските планини во атарот на селото Полаки. Основните активности се одвиваа во училиштето и училишниот двор, а беше направена и посета на манастирот Свети Спас, што се наоѓа во близина на локацијата каде што беа стационирани извидниците. Поволните временски услови дозволија членовите на извидничкиот одред Ластовица да го исполнат планираното и при тоа да поминат пробен марш од околу 12 километри. Со обуката раководеа старешините Благој Петров и Сашко Стефановски. Маршот беше изведен по регионалниот пат кон селото Полаки, а куризитет и тоа што младите извидници беа први што поминаа по свежо асфалтираниот пат од Крушка кон Голема река. Од извидничкиот одред Ластовица најавуваат нови посериозни извиднички тури во зависност од временските услови и во соработка со локалните фактори од општината. Никола Апостолов е победник на надпреварот млади библиотекари што се одржа во библиотеката Ванчо Праке во Виница. Ученикот работеше под менторство на наставничката Даниела Христова од основното училиште Гоце Делчев. 14 ученици од 4 деветолетки се надпреваруваа во рамките на општинскиот надпревар млади библиотекари кој по 19 пат го распишува библиотеката Ванчо Праке Виница. Според оценките на комисијата во која членуваа представници од институцијата, со најдобри резултати за учество на државен надпревар се пласираше ученикот Никола Апостолов од 9-то оделение од основното училиште Гоце Делчев под менторство на наставничката Даниела Христова. Според бројот на освоени поени, второ пласирана е ученичката Матеја Стојкова од основното училиште Гоце Делчев под менторство на наставничката Даниела Христова и трето пласирана е Леонора Костадинова од основното училиште Никола Парапунов под менторство на наставничката Кристина Харалампиева. Државниот надпревар млади библиотекари годинава ќе се одржи на 16 ноември во Демир Хисар. Инаку од 1 до 15 ноември во библиотеката во Виница е распишан конкурс за литературна творба на 3 различни теми, на кои со своји авторски содржини може да учествуваат ученици од деветолетките и од средното општинско училиште Ванчо Праке. Следува информацијата од спортот. Викендов се играат на преварите во фудбалските првенства, при што Осогово доживеа пораз од 3:0 на гостувањето во Свети Николе против Овчеполе. Фудбалерките на Кочани на домашен терен ја совладаа екипата на Борец од Велес. Кошаркарите на Баске Динопак во петото коло загубија во Скопје од тимот на ТФТ. Викендов се одиграа надпреварите од 10-то коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, при што кочанскиот третолигаш Осогово доживеа срамен пораз од 3:0 на гостувањето против Овчеполе во Свети Николе.
Со тоа жолто-сините им овозможија на своите директни конкуренти за врвот на табелата да им се приближат на само еден бод и сериозно да им ги загрозат намерите да останат лидери на есенскиот дел. Слабата игра, без напади кон голот на домашните, за Осогово не можеше да донесе ништо повеќе од загубени 3 бода, што можат да чинат повеќе отколку што тоа изгледа во моментот. Свети Николчани пак им се реваншираа на своите ривали за поразот што пред еден месец го доживееа во Кочани. Кочанскиот третолигаш останува на првата позиција со 21 бод, пред тимовите на Кежовица и Овчеполе со 20. Во следното коло на стадионот Никола Мантов ке гостува Малеш од Берово, екипа која е предпоследна со 10 бода. Викендов се одигра и деветото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани по подолг период забележа победа. На стадионот Никола Мантов гостуваше тимот на Борецот Велес, кој беше преслаб противник за домашните фудбалерки, па тие на крајот славеа победа од 5:1. Освоените 3 нови бода им овозможуваат на нашите девојчиња да направат поместување нагоре на табелата и во моментот да се најдат на 10-та позиција. Во следното коло, Кочанскиот женски прволигаш ке гостува во Тетово против истоимената екипа. Кошаркарите на Баскет Дино, кои одлично одиграа во првите 2 кола и ги освоија бодовите на стартот на првенството во втората лига Исток, по загубениот надпревар на домашен терен пред 2 недели, викендов доживееа уште еден пораз. Во четвртото коло тие гостуваа во скопската населба Карпош против тимот на ТФТ и останаа без бодови на надпреварот што заврши со резултат 86:77 во корист на домакините. Домашната екипа во текот на целиот надпревар ја имала иницијативата и се наоѓала во предност од по неколку кошеви, така што кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров и не можеле да постигнат повеќе од колку чесен пораз. Во моментот тие имаат 6 бода и поради полошата кош разлика се спуштија на 5-та позиција на табелата. Во следното коло, како домакини ке го пречекаат тимот на Карпош Соколи, кои со 4 победи досега и максимален број бодови се наоѓа на првото место. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.